А сега со оглед на тоа што е петок, имаме малку музика, имаме и музички гостин. Сега како ќе имаме музика без музички гостин? Добро утро за Драган. Јас само сакам двајцава да ве запрашам, бидејќи знаете што ќе се случи вечерва од 22 часот. Слободанка ја има таа среќа што е во автокоманда, ама не знам на кој кат си. Па дали спаѓаш во висока зона, ниска зона, предпоставам тоа спаѓа во тоа кој... Јас сум на трети, така да нема да го почувствувам овој проблем. Да, значи си знам кај кого ќе одам на гости. Добро. Добре дојде на секогаш вратата отворена. Ние од Тетово и од Гостивар сме такви. А Драган не живее во Скопје, живее во Скопје. Во Скопје прво добар ден, добро утро, да. Поздрав до вас. Добар ден ми е нас. Ви благодарам за поканата. Зависно од тоа кој кога е станат. Така, да. Редовно, значи, со место на живење во Гостивар, меѓутоа, од пред некоја година имаме станче во Хром, во населба Хром, во Ѓорче, така да тој појче во намена за тоа додека студираат девојчињата и Таму сме ние во Хром. Присутен сум понекогаш. Таму. Па се шириме на Кајдебар мало. Така пуштате пипси на секаде. Добро, вие ке сте си чисти, а ние да не кажам што. Ви благодарам за прашањето. Повелете и двајцата. Благодарам Искра, добро утро и добре ни дојде. И секако дека што ни допатува од Гостивар, имавме можност, навистина е убаво кога ни зутринската програма ни патувате и од останатите градови низ Македонија. Имавме гости од Велес, имавме гости од Штип, од Куманово, еве сега имаме и од Гостивар. Ке зборуваме за музиката. За музиката дека е твојот живот, но затоа и насловот е Музика мој живот. Драган навистина долги години си со музиката и во групата Реа, со многу музички групи соработкан. Меѓутоа ќе кажеме дека од оној дел како тапанар, но исто така и текстописец. Што е убаво да ни гостувате и да зборуваме и од ваша страна како вие ја живеете и ја доживувате музиката. Така. Уште еднаш ви благодарам за поканата. Добро утро до вас и до гледачите на Алфа телевизија. И во контекст на тоа што на почеток кажавте, значи морам да ве пофалам затоа што работите со широк аудиториум и секогаш допирате до народните маси во поглед на тоа што каните гости од внатрешноста. Благодарам. Значи, нека вие со успех и ви посакувам уште многу вака активности кои што ќе допринесат за напредок на вашата телевизија. Благодарам и за убавите зборови, такви сме си ние од тој крај. Да, гостолюбиви заради тоа и... Знаеш, како малку ќе се зборуваме ние и за нашиот крет, затоа што многу ми е драго што имам гостиварчанец пред себе, затоа што Гостивар ги буди најубавите спомени во мене. Јас сум го кажала тоа повеќе пати, таму сум го завршила своето средно училиште, 4 години поминати, многу стекнати пријателства кои што траат и ден денес и не само со моите соученици, туку и со луѓе од самиот град, така да ќе ги поздравам, ќе го искористам моментот да ги поздравам моите, еве ќе кажам слободно гостиварчани и драго ми е што ќе се позборуваме. Велат за тетовците за нас дека сме цици, така да го кажам тоа и дека како кажа Искра ќе ти дојдам на гости. На вратата ни пишувало секој ден примаме гости, само денес не. Но тоа се само едни шеги кои што ги слушаме, а што тоа не е така. Знаете и вие гостиварците, да, знаеме и ние. Но ќе се вратиме ние, ќе се зборуваме за градовите, ќе ги поздравам, се разбира, и моите тетовчани, сите македонци кои што не следат ова утро низ Македонија и надвор од границите. Започнуваме како тапанар прво. Така, моите почетоци се, значи, во некаде од основното училиште, па кон почетокот на средно училиште, во Гостивар постоеше... А кое средно училиште во Гостивар? Во средно економско училиште, во кое сме учеле по она што се разговаравме и двајцата, и вие сте биле во истото училиште и ми е мило, затоа што ви носам поздрави од ваши школски другари. Многу благодарам. А второ и тоа дека... Еве ќе поздравиме Лиле јавно, ако не слуша ова утро. Да, Лиле од скоро е ангажирана во нашето градско културно-уметничко друштво Браќа Џиновски на позиција подпредседател. Таа е ведар дух, го има тој дух. И е прилично активна и со својот допринос помогна друштвото да активно работи и се промовира, посебно последниве неколку години. Со тоа што кога сум кај друштвото, ви сега споменам дека во најава е јубилеј 75 години од формирање и работа на друштвото Гакут Браќа Џиновски.
што ќе се случи наредната година 2025 во мај месец и би сакал искрено на јавна сцена да ве поканам да ни видите промотори и да гости на тој настан. Со задоволство. Да се вратам на почетоците, значи од некаде посериозно од средно училиште, со тоа што во некоја варијанта на малски другари, школски другари со членовите на групата Реа, Ивица и Чеде Петрески, бас-гитаристот и солистот, се препознаваме дека како сродни души, најдоме во себе талент за музика и најчесто ни беше тема околу некои нови албуми на тогашните ю бендови, ги слушаваме, касети постоја, не постоја уште, или лонг плей плочи, и по 100 пати вртиме, надоека сватиме која песна е хит, додека ја научиме, се кине па ја лепиме и така се приближиме, секој ден ни беше таков. Понатака со Божја помош и инструменти некои си купиме и така како почнавме ентузијастички помалце да вежбаме заедно, секој на свој инструмент, со тоа што е зборуваме за Ареја сега, за почетоците, да, кратко, само да се задашам. Големи поздрави до Ареја, посебно до Ружица. Ви благодарам и тие ве поздравуваат секако. Благодарам. И реално почетоците ме беа со Ареја, затоа што прво не наведе таа близината, комшиска линија, по школска, генерацијска линија, така. И мојот, морам да споменам тука на самите почетоци, мојот школски другар, кој на екскурзии секогаш не свирел и не забавувал сите нас свирејки на гитара, Владко, ке го поздравам и тој беше исто така дел од вашиот тим како гитарист. Исто имате поздрав од Владо Антески и често во некои неофицијални разговори кога сме зборувале за промоција на бендот, ве спомнувал како една од можностите, како една наша блиска пријателка со која може да разговараме на тема околу прашања да промовирање за музика, поготово за ние кои сме релацијата и тоа ние го поштуваме тоа под име Утро, па понатака се приклучи и Ружица во бендот. Да. Така да прекрасен вокал е. Ви благодарам и во незино име, таа допринесе со незините квалитети музички уште во голем степен да се промени репертоар, да се напредува. Тоа е во тие рани некои 80-ти, 90-ти на минатиот век. Па понатака продолжиме со работа под друго име, практично остивачи на Ареја се Ивица и Ружица и Чедомир Петрески, приклучен братот на Ивица Горан Барчиевски. Тие ја формира и сега кој нормално во животот, нели кога поминуваш низ одредени фази, поминавме еден убав период, Владе се приклучи подоцна во групата како ритам гитарист и тој допринесе сигурно со своите квалитети. Генерално беше најдоброто од градот избрано и во тој бенд продефилира. По воениот рок, натака повраќањето, кој како се помалку разотидоме во смисла не. Но еве сега заживеа Ареја со рекламата. Така е, да. Не ве ја вратиме пошто тие се сега актуелно активни и имаат и нови некои хитови кои што се вртат нонстоп и имаат нонстоп настапи. Па ете искористиме прилика да кажам и моето. Имаше гостувања по цела тогашна Југославија, поранешна Југославија, да. Па да не ги спомнувам така и гостувањата во Белград, Нови Сад, во сала Пионир Белград, во Спен сала Нови Сад. Како бевте пречекани еве таму? Прекрасно. Прекрасно. Навистина бевте во ек на една голема популарност во тоа време. Многу исполнето, многу задоволни. Но и Ружица со специфичниот лик нејзин и со специфичниот вокал. Така, за разлика да речеме, таа наметна свој стил во однос на тоа што имаше квалитет и способност за импровизација со вокалот. Тоа посебно и придаде особено. И приземјена, многу приземјена. Реално, како да ви кажам, да. Баш и менталитетот полошки ни е полошки таков, да. Ето е тој период со Ареја, па после би помина во групата Порта Негра. Како Тапанар, дали имаш некои текстови со Ареја помогнато нешто слично околу песните или само како Тапанар? Во Ареја бев само Тапанар, пошто таа првата пасија Тапаните. И работевме строго на тоа да напредуваме технички, музички да секој да се гледа својата работа. Така, да. Креативниот дел во Ареја повеќе поради тоа што беше по-стилски, поинаква музика, беше дело на Ивица музиката и на Ружица текстовите. И ден мислам дека доминантно. Меѓутоа и сега после членувањето, односно да кажем како член во групата Ареја, одиме и понатака, нели? Соработуваме и со други музички групи. Така е. Со Ареја стоиме секако многу добро и ден сме пријатели, соработуваме на 1000 начини, се дружиме и така. Да, верувам. Понатака во следниот период се појави групата Порта Негра, во која пејач беше Христос Еленидис Рус. Мислам познат по тоа што беше и победник на
никогаш не е доцна на оваа што е. Со неговите изведби, да, Така. во качки стил, тој качка период музика. исто го одбележаваме некои 2-3 години со бендот. За жал и двајца членови од тој бенд се починати, ама направиме и неколку забележителни теми. Една од нив е Пеат ветрови, која се уште не е реобновена. Мислам дека Христо ми најави дека има намера да ја заживее. Да ја заживее песната, зошто да не? беше хит на Така. бендот. Па по тој период работеви со еден фолк бенд, тоа е групата Бистра од Гостивар, ги поздравам и членовите на групата Бистра, мои исто блиски колеги и другари. Тука се музичарите, сите се комуницирате едни со други. Тоа е многу убаво, кога има соработка за сите, само да нема расправи. Јасно, ние разговараме, знаеш како, преку јазикот на уметноста. На уметноста и на музиката, така. И нашата комуникација секогаш е, да не речам, ако не со нотен запис, тогаш е со некоја доза на толеранција, прифаќање и простување. Така. Никогаш не на музичар не можеш да определиш кој е подобар, кој е поскап, или секој си има свој стил. Јас не знам како и мислев дека нема толку многу брзо да ни поминува времето, но ни поминува. Така, па би сакала да искористам затоа што ние сме, како што кажа ова утро искра, кога веќе зборуваме за музика, ќе слушнаме и музика и тоа преубава. А кога јас имав можност да отворам YouTube да ја слушнам, сум ја слушнала, меѓутоа сега убаво забележав колку преубав текст и на фаворити, група од Гостивар, ќе ги поздравиме, се разбира. И молитва за Македонија. Во право време е напишана најверојатно и што е тоа што еве дојде од како твоја желба токму да заживее, односно да имаме една ваква убава мелодија. Ви благодарам за прашањето, тамам дојдовме до моментот кога тоа сакав да го кажам. Периодот за цело време додека се занимавав со тапаните, значи тоа ми беше првата пасија. Ја активно учествував, уствари имав талент за пишување, ама детска поезија. Понатака се обидов на полето во средношколските и студентските денови да пишувам малце и посериозна поезија, меѓутоа не можев да ја адаптирам на оваа применета уметност на песни со намена за текстови со намена за песни. И лека полека негде пред отприлика 10 на 15 години со поддршка на, морам да го споменам, на мојот колега и драг пријател Златко Миладиновски, па беше промовиран и еден... Па тука сме Кичево, Гостивар. Да, па цела линија Западна Македонија, ние сме како една република во република Македонија. Така. Ми помогна и му се бендисаа по негово кажано, ги побара моите текстови и така некако лека по лека почнав да се активирам и во тој дел, затоа што ги адаптирав текстовите со ритам и рима да можат, а најчесто замислете во фолк музиката, затоа што откако заврши оваа моја епопеја со овие претходни бендови, влегов во групата Фаворити, во која што и денеска членувам. И тоа е некаде од прилика од 2002 година, 22, 23, уште малце и тука беше член и таткото на Тамара Груевска, така? Дејан Груевски, нашиот, мојот добар другар, сограѓанин, колега. Кога ќе видиме и заокружиме од разговорот, многу таленти музички низ Гостивар има. Па искрено да, не знам, веројатно е тоа поднебје некое нашево. Например, музичко школо средно има во Тетово, наши деца од таму се школат, нижо е кај нас, меѓутоа некако говорот на музиката е говор на пријателство, на спојување. Тука нема, тука е едно, значи дефинирано, тоа е тоа хармонија, тоа е тај текст, треба да се навежба, да се отпее. И така луѓето обично си комуницирале. Со тетовчани особено многу соработка, мора да споменам, значи Дејан Николовски Чуле. Тоа е веќе дел од мојата фамилија, споменуваш. Така, ми е мило затоа што и лични пријатели сме. Да, голем поздрав. И често доаѓал во наша посета на замена со нас, со Фаворити бенд. И ни е драг пријател, значи и често сме имали разговори во кои што не советувал, затоа што тој релативно успешно продолжи со својата кариера. Тие има и јубилеј, го користам моментов да му честитам. Лично на Чуле и на целиот бенд Dream Team. Бев уредно поканен, меѓутоа ради некои обврски не успеав да дојдам. Така со Фаворити ја продолжиме епопејата со музичкиот живот, со тоа што таму, да речеме, во фолк музиката повеќе, настапуваме на јавни настапи, на приватни веселби, на свадби, така. И овој период во соработка со Златко Миладиновски, моите текстови некако станаа забележителни. Еден од нив е, например, се вратив сине на Валандов фест, испеан од братот на Златко, Владко Миладиновски,
што најде на особено убав прием кај публиката, и тоа некако ми даде дополнителна сила да продолжам со пишување. Браво. Така да и да си продолжиш, да. Ајде да споменеме и за Мишко Крстевски, да ги искористиме минутите и за Тоа е Дарко најново. Дамески. За Мишко би сакал Роса да кажам, еве поздрав до Дарко Дамески и Мишко Крстевски. Пред кратко време се слушнавме. Мојот најнов текст на музика на Дарко Дамески и изведба прекрасна, брилјантна на почитување од Мишко Крстевски е на овогодинешниот Роса Фест, што се одржа во 2024 година. И мислам дека е забележителен. Самиот Мишко ми кажа дека не знам колку илјади лајкови само на првата појава на едно мало клипче од песната. Што значи дека, еве, ако не следи утрото, знае дека ќе биде седен гостин заедно со Дарко. Мило ми е, искрено. А песната се ика... Насловот на песната е Жива да е Македонија, патриотски текст. Тоа значи дека Македонија си ја носиме во срцето. Така е, мене и ова што ја спомнавте, молитва за Македонија, можам да кажам нешто за неа. Таа е исто најнова на фаворити, мој авторски текст, автор на музиката колегата Златко Бошковски, професор во музичкото во Тетово, снимена во студио City Sound на Бубе, Љупчо Николовски Бубе. На песната ни гостуваше во бек вокали Андријана Јанеска, еден голем поздрав до неа. Секој сме внимавале на тоа кој лепи најдобро со нашиот вокал Горан Трпески. Ги поздравувам колегите од бендот. Темата стоеше подолго време од времето на пандемијата, а идејата на текстот, пошто лично го напишав, е како да се обидеме, да се сплотиме во однос на тоа дека најбитна на сите ни е Македонија, да си простиме и да сватиме дека друго гнездо, друг дом ние немаме. Ова е единственото. И онака во историјата сме биле секојаш и печалбарски народ, и прогонувани, меѓутоа желбата во самиот како да речам во делот кај што сакам да постигнам поента е да си простиме и да продолжиме заедно. Тука некаде ние сме на крајот. Одлично. Верувале или не, но многу брзо ни помина времето. Да, навистина брзо и мене посебно ми е драго што 20 минути се, но брзо ни поминуваат кога имаме поготово вака музички гостин со кој што можеме да зборуваме и уште на многу други теми. Меѓутоа, јас мислам дека сепак го истакнавме поважното што треба да се слушне. Ги поздравивме нашите заеднички пријатели музичари, но исто така ќе ги поздравиме и од игрорната група. Јас ќе честитам јубилеот, да не заборавам, 75 години игрална група, браќа Гиновски, со задоволство да кажам, а мислам дека сега време ќе биде да уживаме со музика, со оглед на тоа еве петок па малку викенд да ги пуштиме и гледачите со преубавата песна и твојот текст, молитва за Македонија, како што кажавме, една ни е, наша ни е Македонија, да уживаат сите и се гледаме повторно. Да ви се заблагодарам, уште еднаш да поканата, да го честитам пошто е патерица на празникот Свети Никола на сите христијани и наши верници, на граѓаните од цела Македонија, и да ви посакам плодна и успешна работа. И посебно ми е драго што имав прилика со вас конечно да оствараме на вакво интервју. Благодарам. Драго ни е ако не бидете гости до година на јубилеот на 75 години на Градското културно-уметничко друштво. Со задоволство ќе сум таму затоа што гостиваре мој град. Благодарам уште еднаш и се гледаме за други поводи, ќе има со оглед на тоа дека си на повеќе страни. Амин Боже. Така,